министри, би сакал на почетокот да изразам една многу јасна констатација дека доаѓањето на СДСМ на власт во Република Македонија во поглед на реализација на овој проект значи нереализација на проектот, неизграден пат, стопирани 3 години сите активности на патот Охрид-Кичево и 200 милиони евра плюс трошок за државата, односно за граѓаните. Сега земаме кредит, но кредитот ќе го плаќаме со даноци. Значи резултатот на доаѓањето на СДСМ на власт за автопат од Кичево во Охрид е нереализација на проектот и земање на нови 200 милиони евра. Тоа е заклучок. Она што е битно да го знаат граѓаните е дека од доаѓањето на СДСМ на власт долгот на Република Македонија е зголемен за 700 милиони евра веќе до сега. Ова се нови 180 милиони долари. Дополнително во последните 15 дена, само во последните 15 дена, државата на домашниот пазар си има задолжено за уште 103 милиони евра. Значи, ова лудило на задолжување, на поскапување на цената на проектите неколкукратно, ова лудило на расфрлање со пари, скапо и тешко ќе чини Република Македонија. Зошто? Заради тоа што не се базира на стабилни проценки, не се базира на стабилен раст на индустријата, не се базира на раст на вработеноста во индустријата, не се базира на зголемување на профит и добивка на компаниите, туку се базира на две работи. Првата работа е желбата на СДСМ да ги корумпира и подцени граѓаните колку што може повеќе. Втората работа е да се краде колку што може повеќе. Еден ист пат, за кој што сами велите дека 76% е реализиран во делот на активностите, во делот на градежните зафати таму земјиште. Сами велите во документот што сте го поднеле тука. Ист пат, да е зголемите сумата, вредноста за 40% скоро. Во исто време вашиот партиски председател на Комисијата за урбанизам да признае на телевизија дека сте лажеле кога сте зборувале дека трасата е крива, не знам што е. Каја исправивте трасата? Негде некој мост поинаку го поставивте? Негде некоја делница поинаку ја извртивте? Не, иста е трасата, пробиена беше трасата пред вие да дојдете. Вашиот председател на партиската комисија призна дека ја лага, дека трасата е искривена. И сега за тоа зимате 200 милиони евра плюс. 200 милиони евра плюс. Немојте луѓе. Бар нешто да направите. Бар нешто да направите, бар 5 километри да ги направите на тој пат. Затоа, почитувам Сугаревски, мој совет до вас е бар да се повлечете од бранењето на овој закон, ако не можете повеќе од друго. Благодарам.